Почитувани граѓани, почитувани медиуми, владата на Социјалдемократскиот сојуз целиот мандат го помина директно вплеткана во криминални афери и скандали поврзани со милионски суми на корупција. МВР под водство на СДСМ под сомнителни околности на крајно незаконски начин склучува договор за набавка и спорака на пасоши и документација за лична идентификација во вредност од над 19,5 милиони евра за периодот во 2020 и 2021 година. Тоа се они информации кои што ги изнесовме вчера. Исто така, изнесовме и два сомнителни моменти од целата постапка, а тоа се зголемувањето на предвидената сума за набавката во текот на постапката од 7 на рекордни 19,5 милиони евра, согласно со тоа што има само еден единствен понудувач, кој што барал зголемување на постапката, на сумата пари, и вториот незапазување во постапката околу роковите, односно најпрви не склучен договорот за рамковна спогодба на онаа сума од 19,5 милиони евра, а ден потоа е донесен извештајот за постапката и одлуката за избор на фирмата Веридос, што нормално треба најпрви да се донесе одлука за избор, извештај за постапката, па дури потоа рамковна спогодба и договор да се склучи. Денеска ќе изнесеме нов момент на прекршување на законот во текот на оваа постапка за оваа јавна набавка во Министерството за внатрешни работи, која што се случувала во текот на 2019 година од страна на Оливер Спасовски и Министерството предводено од СДСМ. Имено, Комисијата за донесување на оваа јавна набавка брои 7 членови, од кои еден председател и 6 членови и уште 7 заменици членови, односно еден заменик председател и 6 заменици членови. Најверојатно дел од овие членови не им биле потеркот на СДСМ и на Оливер Спасовски и најверојатно не сакале да замижат и да го минуваат тековното прекршување на постапките, па така, можеби досега помалку познато и нечуено, на 2 октомври 2019 година, кога веќе трае постапката за оваа јавна набавка, се менуваат 5 од 7 членови кои што се редовни и 4 од 7 заменици членови во комисијата. Еве тука може да се забележи најпрвин кои биле членовите, за потоа да се донесе одлука каде што се менуваат 5 членови од редовните 7 и уште 4 заменици од замениците 7 кои што вкупно бројат 14. Важно е да се напомене дека комисијата е сменета во текот на постапката. Откако истече на важноста на понудата, што аналогно на тоа, наместо да се поништи целата постапка за оваа јавна набавка, таа продолжува со сега веќе нова комисија, со вкупно 9 нови членови од вкупно 14, односно како што реков, 5 нови членови во редовните 7 и уште 4 нови членови во замениците, кои што исто така се на број 7, кои што најверојатно се донесени новите по терк на Оливер Спасовски и СДСМ, за да го аминуваат сето она кое што не сакале да го аминуваат овие другите, односно да го аминуваат незаконското постапување во постапката. Да сублимираме, комисијата е променета во текот на постапката откако истече на важноста на понудата, само за да се замиже пред прекршувањето на процедурите во постапката. Исто така, мораме да потенцираме дека според нашите информации, оваа одлука не е подпишана од председателот на комисијата и од членовите на комисијата кои се од оделението за јавни набавки, бидејќи се свесни за очигледното прекршување на процедурите при јавната набавка и постапката и се свесни дека ќе дојде ден кога ќе одговараат кривично доколку го потпишат истото. Уште еднаш го повикуваме јавното обвинителство сериозно да пристапи кон овој случај. Молкот на СДСМ и паушалните реакции на дополнителниот заменик министер од редовите на СДСМ во доцните вечерни часови е само потврда дека нешто на вистина сакаат да скријат. Почитувани, времето на СДСМ, на Зоран Заев, на Оливер Спасовски веќе помина. Сега доаѓа време кога треба да се сноси одговорност за се што е претходно направено. Доколку тоа не се случи сега, ќе се случи, верувајте, после 12 април. Зоран Заев и СДСМ се виновни за поразите, измамите и криминалиите. На 12 април следува одговорност
Зоран Заев и СДСМ никогаш повеќе нема да се повторат на Република Македонија и македонскиот народ. Благодарам.